Денешната неочекувано голема излезност на граѓаните на десеттите поред вонредни парламентарни избори, како да ги поби сите предизборни стравувања, дека граѓаните се уплашени од корона кризата и дека ќе абстинираат од гласањето повеќе од вообичаено. Состојбата на теренот уште од раните утрински часови со самото отворање на избирачките места го покажа сосема спротивното, барем што се однесува до Прилеп. Имено од вкупно евидентираните 64.004 гласачи, според единствениот избирачки список, кои гласаат на 130 избирачки места, според информациите од изборниот штаб на една политичка партија, до 16 часот во Прилеп излегле да гласаат дури 44%. Ова, споредено со претходните изборни циклуси, за 26% е помалку во однос на последните парламентарни избори од 2016 година, а додека во однос на вториот круг од ланските председателски избори е за само 4% помалку. Со други зборови, до 16 часот на парламентарните избори во 2016 година на гласање излегле 66,5% од избирачкото тело, а додека на вториот круг од председателските избори, кои се одржаа минатата година, до 16 часот на гласање излегле 48% од евидентираните прилепчани со право на глас. Ги прашавме прилепчани што ги натера масовно да излезат на гласање и покрај се уште присутната опасност од ширењето на коронавирусот. Некои од нив не одговорија дека за државата се работело, а други пак велат дека со вака преземени заштитни мерки шансите за заразување со опасниот вирус биле еднакви на секојдневните. Се не плашеше човек со душа. Нормално. Како секој човек, секој страфува. Ама се мислам сите сме заштитени. Ги поседуваме сите вака права, што треба да се носи, па фала Богу и Господ може да ни поможе. Што очекувате од овие парламентарни избори? Што очекувам? За младината, за децата назад и за нас не сме стари, да биде подобра економијата, да има вработување. Очекувам дека ќе биде нешто порно со овие избори. Према што гледав листата на излезноста до 1 часот и се надам дека успешно ќе биде се. Дали ве плашеше можеби короната или бидејќи Се плашев, а и не се плашев. Сме заштитени и така. Инаку, според последните информации кои што ги добивме од Општинската изборна комисија, и по 10 часа од почетокот на гласањето, до нив не била стигната ниту една представка за било какво нарушување на изборниот процес. Избирачките места на денешниот изборен ден се затвораат во 21 часот. Гласањето ќе трае 14 часа заради вонредните околности во кои се гласа, а условени од корона кризата.